Ќе најавиме една манифестација која што е позната и секако многу привлечна за љубителите на музичките шоуа. Би рекла, станува збор за популарното шоу Глумците пеат, кој ќе се одржи на 29 март во Националната опера и балет и е веќе експресно распродадено, а поради големиот интерес закажана и втора представа која што ќе се одржи на 30 март. Како течат подготовките и што се да очекуваат оние кои што веќе набавиле билети, разговарам со Маја Бабич, продуцент на Глумците пеат. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Првото прашање, како течат подготовките? Немате уште многу време, деновите бргу поминуваат. Кога станува збор за подготовки, успевате ли да постигнете се и задоволни ли сте од тоа што ќе успеете да го организирате за представување на сцената? Подготовките течат одлично, веќе сме интензивно во подготовки. Апсолутно ќе успееме се да подготвиме, бидејќи на време почнавме, за разлика од лани, кога имавме пократко време. Што секе се случува, многу работи, нема да откриваме, ќе кажам и зошто нема да откриваме, ама сигурна сум дека дури и ние како продуценти не знаеме се до крај што ќе се случува, затоа што глумците се еден исклучително креативен свет во кој што може во последниот момент да им се јават гениални идеи, така што никој до крај не е сигурен. Изненадувањата се пак и најсимпатичните нешта кои што можат да произлезат во организација, подготовка и представување на вакво шоу. Меѓутоа мораме да истакнеме дека воопшто не е лесно да се врати нешто што некогаш било едно од најдобрите и најпопуларните продукции во државата, како што е Глумците пеат, кое што не се одржуваше подолги години. Минатата година го вративте повторно на сцената и Глумците пеат, но и глумците ги вративте на сцена да запеат и верувам дека сепак ова е едно сладко задоволство за вас и покрај тековните проблеми на кои што најверојатно наидувате во организацијата. Нема проблеми, Нема? знаете како Одлично. во оваа индустрија, да речеме во организацијата на настани, во шоу бизнисот проблеми има секојдневно, ама тоа се некакви креативни предизвици кои што некако не тераат да бидеме уште покреативни и да ги решаваме, проблеми нема. Го вративме минатата година повеќе емотивно отколку разумно. На крајот се покажа дека како луѓе треба да се водиме по емоцијата, затоа што ако не водеше разумот немаше да го вратиме. Во спомен на нашиот татко Марин Бабич, кој што беше основач на Глумците пеат. Да, затоа сакав да се надоврзам за враќањето на овој исклучително популарен проект во чест на неодамна починатиот актер Марин Бабич, кој што е ваш татко, кому оваа му беше животен проект, морам да истакнам, и затоа некако емоциите, одговорноста се многу силни кај вас. Беа силни, се уште се. Синоќ имав еден разговор со некои актери, вика, Марине, каде си сега да кажеш некои решенија. Навистина многу вложуваше во Глумците пеат. Глумците пеат замре 2006 година. Ме прашуваат зошто, веќе не се ни сеќавам на причините зошто замреа. Едноставно може би се јави замор и така натаму. И од таа 2006 до 2022 некако постојано разговаравме дека треба да се вратат, ајбе деца врате да ги вратиме, ајбе деца да се собереме, ќе ни речеше јас и сестра ми, па и мојот син кој е веќе возрасен и он. И така некако дури пред короната и тргнавме да го вратиме, па се случи короната. Како и да е, ни велеше, ви го оставам во наследство во аманет. Од кога почина аманетот доби на тежина. И со сестра ми некако решивме дека сега е моментот да го вратиме и не сгрешивме што го направивме тоа. Она што е важно, и тој го зборуваше постојано и ние се обидуваме да го одржиме. Ова е проект на театарот, се слави театарот, ова е проект на глумците. Ова е проект конечно на сите што го сакаат. Бидејќи рековте нема да откриваме, нели ќе има изненадувања и работи кои што сигурна сум дека ќе воодушеват публиката, меѓутоа од оние информации кои што ги пласиравте за јавноста, во продукцијата учествуваат 40 актери, 20 муждичари, режијата ќе биде на Дејан Пројковски и секако под диригентската палка на Љупчо Мирковски. Ова се звучни имиња, покрај сите глумците кои што се докажани актерски имиња и
волонтери кои што претходно веќе имаат Стотина луѓе на сцената на оваа шоу, меѓутоа и глумци од поновата генерација кои што сигурно со задоволство ќе настапат. Голем ли беше интересот? Како течеше пријавувањето? Како тече сега избирањето на музичките numери кои што ќе се исполнуваат, затоа што тоа е едно комплетно шоу, и пеење, и сценска изведба, сето тоа треба навистина убаво и детално да се подготви. Почнува со избирање на тема, за разлика од минатата година кога немавме многу време да работиме на тема, на сценарио и така натаму. Годинава го враќаме тоа што всушност нашиот татко сакаше да го прави, а тоа е еден вид на полумюзикал, далеку сме ние од мюзикал, но едно шоу. Значи, одбираме тема, врз основа на таа тема, па тука се разговара со диригентот, се разговара со режисерот, врз основа на таа тема се одбира музиката и почнува веќе да се разговара со глумците, па ќе прифатат, па чекај, ај не ова. Има многу комуникација, меѓутоа се е тоа во интерес на тоа дека треба да биде добро. Навистина се 40 глумци на сцена, 20 музичари се на сцена, исклучителни, тоа се исклучителни уметници, зборувам и за музичарите и за глумците, од сите генерации ги има. Она што ни е исто така важно, секогаш да промовираме млади луѓе. Да не ги заборавиме возрастните, секако, да, но да промовираме млади луѓе кои што ова им е начинот да излезат надвор од кутијата. Тие млади луѓе ретко добиваат главна улога во театар. Тие млади луѓе ретко можат така да се представат како што е ова еден убав медиум. Така што навистина откриваме извонредни бисери во глумачкава, да речеме, сфера во Македонија, на неверојатни пејачи, на неверојатни таленти да го износат тоа на сцена, така што мислам дека публиката ќе биде презадоволна. Имаме многу интересна тема, забавна, смешна. Важно ни е публиката да се забавува. Не сме тука да покажуваме висока уметност, не сме тука самата музика е доволна сама по себе. Ама важно ни е таа вечер луѓето да си заминат дома насмејани, да речат не престанавме да се смееме, да аплодираме. Ни недостасува во општеството такви лежерни. Затоа и реков, покрај тековните проблеми кои што ги обработуваме во емисијата и решавање на истите, да се осврнеме и малку на поведрите теми во животот, кои што не одбегнуваат и можеме да уживаме и малку да си ја надополниме убавата енергија во функционирањето. Потврдата дека направивте вистински погодок со тоа што ја вративте глумците пеат повторно, потврда и оваа фраза која што мене особено ми се допаѓа, дека со глумците пеат се врати на сцена, но и некако ја вративте и сцената на глумците пеат на глумците. Да, тоа и го кажав, татко ми стално велеше, не, ова мое, ова е на глумците, они треба. Не можам да ви опишам енергијата позади сцена кога се работи и за време на самата премиера. Тоа е една невидена синергија помеѓу глумците, помеѓу музичарите. Немаме никогаш ниту еден проблем. Огромна е тремата, огромен е стресот. Да координирате 40 луѓе, точно све, проби. Никогаш немаме ниту расправи, ниту проблеми, ниту повишен тон. Различни карактери сме. Едноставно, владе една убава енергија во тоа шоу и така треба да остане, ми се чини. Инаку, кога го најавивме минатата година дека го враќаме, ме изненадија огромен број на реакции на социјалните мрежи и коментари за тоа дека браво. Од една страна многу ни годеше и ни даде ветер во грб, а од друга страна ми беше жал што во сите тие 15-16 години колку што ги немало, не се нашло нешто кое што ќе направи замена. Не мора да е копија, некаква замена. За жал нема вакви продукции премногу и многу добро знаеме зошто ги нема. Не се охрабруваат луѓето, многу е тешко финансиски да може да се склопи целата таа финансиска конструкција. Мораме повеќе да вложуваме во вакви проекти и ние организаторите да се охрабриме, спонзорите повеќе да финансираат, да помагаат вакви, затоа што конечно на крајот на денот на народот му треба убави работи. Ако ве прашам што да очекува публиката која што ќе биде присутна во салата на манифестацијата Глумците пеат, сигурно ќе кажете одлично шоу, неверојатно позитивна енергија, многу музика и добра забава, а дека публиката ви верува на ова,
секако потврда е големиот интерес и продадените билети веќе за две изданија. Која ќе биде вашата порака и еве покана за гледачите и за публиката? Пораката е да се смееме, да уживаме, да се препуштиме. Може би ќе ги натераме да бидат 41-иот актер публиката. Так. Не откривам. Публиката е да не се срамиме да уживаме. Да не се срамиме да пееме, да се смееме, да ракоплескаме. Неважно кој ве гледа, дали не знам што. Сите сме ние луѓе кои што сакаме убави емоции. Так. Тоа е пораката, дека таму нема да си отидат со неубаво чувство. Може би на некој ќе му се свиѓа музиката, ќе му се допаѓа, на некој не, меѓутоа со неубаво чувство нема да си заминат. И втората е предраспродавање. Но нема да правиме трета. Сепак мора да остане нешто што е и ексклузивно, да речеме. Секако, да. За жал немаме убава сала во Скопје во која можеме да направиме добра продукција во смисол на повеќе седишта. Македонската опера и балет, каде што ќе се случува е прекрасна сцена, но е премалку седишта за една ваква продукција, за еден ваков обем на продукција. Се надеваме дека еден ден ќе ни ја вратат универзалната сала или барем нешто друго што ќе наликува на тоа. Град како што е Скопје, милионски град, навистина заслужува една сала со повеќе од 1200 до 500. Секако да се задоволат потребите за одржување на вакви манифестации. Така што втора ќе има, предраспродавање ќе видиме. Јас ќе ви посакам после ова втора манифестација, глумците пеат, да нема уште една долга пауза од толку години и оваа манифестација да прерасне во традиција во која што секоја година ќе може да ужива публиката. Ама тука немаме дилема, ние веќе кога оваа година ја повторно ја правиме, веќе е традиција. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство и што можам да ви посакам? Уште многу успеси во иднина и организирање на вакви убави манифестации. Благодарам.